Кафе бар, хотел, ресторан Милениум ви представува. Драги наши звезди, добре дојдовте во денешното издание на магазинот, посветен на сите селебрити личности и секако светската мода. Во наредните неколку минути останете со нас и дознајте што е најново од светот на шоу-бизнисот. Австриската радиотелевизија објави информација дека Виена ќе биде домаќин на 60-тото јубилејно издание на Евровизија и дека најверојатно Кончита ќе биде водител. Во градот на музиката, уметноста и културата воопшто на 19, 21 и 23 мај до година ќе се одржат двете полуфинални и финалната вечер на Евровизија. Иако во трка за домаќин беа Грац и Инсбрук, најсоодветно решение без двоумење беше Виена. Нема сомнение дека градот има капацитет да биде одличен домаќин на сите кои ќе дојдат до година, изјави генералниот директор на Австриската национална телевизија Александар Врабец. Евровизија 2015 ќе се одржи во Виенската градска хала, која има капацитет за 16.000 гледачи. Се уште не се објавени имињата на водителите, меѓутоа во моментов името на минатогодишниот победник Кончита Вурст е единственото кое се споменува во официјалните кругови и во ЛГБТ заедницата. По 1957 година Виена повторпат ќе го организира изборот за песна на Евровизија, кој минатата година во текот на трите вечери во Копенхаген го следеле 195 милиони гледачи ширум светот. Заради јубилеот, Евровизија го смени фонтот на своето лого, кој беше актуелно 10 години. Следниот прилог е посветен на Вудсток музичкиот фестивал. Имено на 15 август се навршија 45 години од одржувањето на првиот музички фестивал. Тој 15 август 1969 година сите биле присутни на ридот во државата Њујорк: Џими Хендрикс, Џо Кокер, Џенис Џоплин, Рави Шанкар, Џоан Баес и многу други. Купно 32 изведувачи. Планирано било фестивалот одржан под слоганот "Да водиме љубов, а не војна", да трае 3 дена како вид на протест против војната во Виетнам. Организаторите очекувале 50.000 посетители, а дошле над 500.000. Вудсток во историјата ќе остане забележан како фестивал на хипи културата, собир на млади кои верувале дека со музиката е можно да се смени светот и да се направи подобро место за живење. За оние пак кои се родиле подоцна или биле премногу мали во време на одржување на фестивалот, Вудсток означува сцена на која настапиле некои од најголемите имиња во тоа време, начело со Хендрикс, кој ќе остане запаметен по изведувањето на својата верзија на американската химна. Снимен е и документарен филм "Три дена музика и мир" во режија на Мајкл Ведли во 1994 и 1999 година. Одржани се уште две изданија на Вудсток, а организаторот на легендарниот фестивал Мајкл Линк неодамна за Ролинг Стоун најави дека веќе бара локација на која во 2019 година за 50 годишнината на фестивалот ќе се одржи голем музички настан. Сара Джесика Паркер промовира уште една колекција на обувки и секако високи подпетици кои најверојатно ќе излезат на модниот пазар во септември. Сара Джесика Паркер во приватниот живот обожава да носи високи подпетици, но нејзиниот лик Кери Бредшо ги популаризираше подпетиците во своите гламурозни комбинации кои ги шеташе низ улиците на Њујорк. За модната куќа Nordstrom пред извесен период таа ја промовираше својата прва колекција на обувки, а сега ја продолжија својата соработка. Во септември ќе ја промовираат втората колекција, а она пошто се разликува од првата е отсуство на впечатливи бои согласно со времето кое ни доаѓа. Палетата на потемни бои е разбиена со неколку пара во корална и виолетова боја, а колекцијата доби и 2 пара обувки посветени на серијата Сексот и градот под име The Kerry, чизмите The Pet Boot посветени на костимографката на серијата и моделот The Surge посветен на стилистот со кој Кери работи долги години. Во следниот прилог погледнете уште неколку фотографии поврзани со Еми наградите.
Драги наши, тоа беше се за денешното издание на Звезди, многу повеќе содржини во наредното. До тогаш, имајте пријатен ден, пријатна вечер и дружете се со програмата на ТВ Тера. Чао!